Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во претходната епизода дадов краток вовед во посланието кое апостолот Павле им го прати на христијаните во градот Ефес. Со оглед на тоа што немав доволно време да ви ги дадам сите информации кои планирав да ги споделам, денес ќе кажам уште збор-два за градот Ефес, црквата во градот и слично. Пред многу години ја имав привилегијата да ги посетам рушевините на стариот град Ефес и морам да признаам дека тоа беше едно од најубавите туристички искуства во мојот живот. Според некои историчари, за време на Римската империја, само градот Рим бил поважен и повлијателен град од Ефес. Се верува дека бил основан околу 2000 години пред Христос, а неговото силно влијание започнало од прилика 1000 години пред Христос, кога градот станал познат по неговото пристаниште. Неговата местоположба е толку уникатна, што нема да сгрешиме ако го наречеме градот кој ги поврзувал истокот и западот. Во времето на апостолот Павле, Ефес бил мултикултурен град, место каде можеле да се сретнат луѓе речиси од сите краишта на светот. Една од најголемите атракции во Ефес во тоа време била една широка улица направена од бел мермер. Историчарите веруваат дека мермерот кој се употребувал на големо во Ефес се добивал од планината Пион. Покрај другото, градот Ефес бил познат и по неговите жители, од кои некои биле особено богати и биле заинтересирани за уметност. Како резултат на тоа, во Ефес бил изграден и храмот на божицата Дијана, кој пак важи за еден од 7 светски чуда од античкиот свет. Во него имало голем број уметнички дела, а во тој храм се чувала и сликата на Апел, на која тој го насликал Александар Македонски како држи молња во својата рака. Тој бил најголемиот грчки храм изграден во античкиот свет, и колку за споредба, неговата големина била 4 пати поголема од онаа на Партенонот во Атина. Од особена важност за нас денес не се конкретните димензии на храмот, туку фактот дека во него се извршувале голем број блудства. Овие информации ги споделувам со вас за да имате слика во каква духовна состојба бил градот во периодот кога апостолот Павле и неговите соработници живееја и служеа во него. И покрај тоа што влијанието од различните култури и религии било големо, сепак, според тоа што го читаме во Новиот Завет, можеме да заклучиме дека и влијанието на Евангелието во Ефес беше навистина големо. Да, вистина е дека имаше луѓе кои му вршеа силна опозиција на Павле, особено оние кои ги изработуваа идолите на божицата Артемида, но и покрај тоа, Евангелието успешно се ширеше и оние кои го прифатија ја започнаа првата црква во Ефес. Црквата во Ефес беше доста силна. Кога некои од локалните жители поверуваа во Евангелието, тие не седеа со скрстени раце, туку колку што можеа му помагаа на Павле да досегне повеќе луѓе со радосната вест. Откако си отиде од нивната средина, апостолот дозна дека црквата има одредени предизвици и затоа им напиша писмо со цел да ги поттикне да продолжат да чекорат по патот на побожноста и светоста. Моје лично уверување е дека оваа заедница беше една од подобрите и позрелите цркви во првиот век. По Божја милост, црквата не само што беше започната од страна на Павле, туку и еден од неговите најпосветени соработници, Тимотеј, беше поставен како водач во таа заедница. Така што, христијаните во Ефес ја имаа привилегијата да учат и да растат под авторитетот на многу добри и побожни водачи. Не сакам да ме сватите погрешно, но сметам дека голем број од денешните цркви се далеко од блискоста и длабокото заедништво со Бог. Ова не го кажувам за да критикувам, туку само да го кажам тоа што е очигледно и за да ги предизвикам водачите на црквите, а и верниците, да се стремат да имаат поискрено и подлабоко заедништво со Христос. Едно од главните прашања кои ни ги поставува Новиот Завет е: колку навистина го сакате Бог? Павле на некој начин им вели на ефесјаните: Христос ја сака црквата и се даде себе си за неа. Како ќе одговорите на таа љубов? Ќе ја возвратите ли? Покрај другото, од ова послание дознаваме како да покажеме дека го сакаме Христос и како да бидеме блиску до Него. Во првата глава црквата е представена како Христово тело кое се наоѓа во светот и има одредена задача и мисија.
Кога велам дека црквата е Христовото тело, морате тоа да го сватите на алегоричен начин. Додека беше на овој свет, Христос имаше свое тело. И кога воскресна, тој воскресна во тело. Така што, фактот што црквата е представена како негово тело не значи дека Христос нема свое физичко тело. Но од духовна гледна точка, црквата е неговото тело, а тој е главата на телото. Може би ќе се сетите, но во претходната епизода спомнав дека првата глава од посланието до Ефесјаните може да се подели на 3 дела. Во првиот пишува за тоа како Бог Отецот го испланира постоењето на црквата. Во вториот пишува дека Бог Синот плати на крстот за црквата, а во третиот дека Светиот Дух ја заштитува црквата. Пред да почнеме со читање и обработка на овој текст, сакам да се помолиме и да побараме од Бог водство и мудрост за да го разбереме тоа што го напишал апостолот Павле. Да се помолиме. Господе, се молиме да ни помогнеш да ги разбереме овие зборови кои ги читаме и да ни дадеш сила да ги примениме. Во името на Исус те молиме за тоа. Амин. Ке ги прочитам првите 2 стиха од посланието до Ефесјаните. Ако имате Нов Завет, ќе ве замолам да го отворите и да ги следите стиховите кои ги читам. Тоа ќе ви помогне подобро да го запамтите текстот. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос, до светиите што се во Ефес и до верните во Исус Христос, благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос. Како што забележавте, во првите стихови од посланието пишува дека истото е упатено кон светиите кои се во Ефес, но и до верните во Исус Христос. На почетокот сакам да кажам нешто многу важно во врска со овие зборови. Тоа што Павле го прати ова послание до христијаните во Ефес, не значи дека истото не е важно и за нас денес. Ова послание се однесува на сите христијани. Моje лично убедување е дека иако ова послание е адресирано до црквата во Ефес, сепак и другите цркви во тоа време биле запознаени со неговата содржина и биле благословени од истата. Ова послание е првично за црквата во Ефес, но исто така и за секоја друга црква, без разлика на нејзината географска локација. Павле се представува како апостол на Исус Христос. Уште на самиот почеток од посланието им дава до знаење на примателите од кого е испратено истото. Патем, за вас кои сте релативно нови во читањето на Библијата и христијанската вера, сакам само да ви напоменам дека Христос не е презимето на Исус. Христос е титула, која преведена на македонски значи помазаник, или некој што е одреден за конкретна мисија и задача. Павле вели, јас сум апостол. Но што значи зборот апостол? Кои беа апостолите? Апостолската служба беше највозвишениот вид служба во првата црква. По денешно време не постојат апостоли, бидејќи има одредени услови кои треба да ги исполнат за да се наречат апостоли. Еден од тие услови е следниот. Секој кој сака да биде апостол, мора да биде повикан директно од Господ Исус за таа служба. Павле вели, јас сум апостол, но не според човечка волја, туку според Божјата. Истото го кажува и во посланието до Галатјаните 1:1. На неколку места во Новиот Завет, Павле се идентификува или е представен како апостол. Токму тоа е една од причините поради која верувам дека тој, а не Матеј, требаше да го заземе местото на Јуда Искариот. Второ, сите апостоли го сретнаа Господ Исус Христос по неговото воскресение. Никој не можеше да се нарече апостол, ако не го видел Исус по воскресението. Како што знаете, Павле го исполни тој услов. Како резултат на исполнувањето на првите 2 услови, апостолите имаа и уште еден услов, а тоа беше правењето знаци и чуда. Не велам дека денес знаците и чудата не постојат, но во тоа време Господ Исус им даде посебен авторитет на апостолите да прават чуда, со цел пораката на Евангелието да биде прифатена од што повеќе луѓе. За жал денес има многу луѓе кои тврдат дека прават чуда и исцеленија, но наместо чуда, тие прават измами и им даваат лажна надеж на луѓето. Апостолите беа поинакви и навистина има авторитет за надприродни дела. Павле ги исполни сите овие услови и затоа со право можеше да се нарече апостол на Христос. Потоа, тој вели дека е апостол на Исус Христос по волјата Божја.
За него беше особено важно да го истакне ова, бидејќи во тоа време многу луѓе се само прогласуваа за апостоли или беа прогласувани за апостоли од страна на други луѓе. Слушнете што пишува во посланието до Галатјаните 1, 15 и 16. Кога Бог, кој ме избра уште од мајчината утроба и ме повика преку својата благодат, благоволи во мене да го открие својот син, за да благовестувам за него меѓу незнабожците. Веднаш не го прашав ни телото, ниту крвта. Во 1 Тимотеј 1, 12 и 13 пишува: Му благодарам на Христос Исус, нашиот Господ, кој ми даде сили, зашто сметаше дека заслужувам доверба. Кога мене ме постави на служба, мене, кој порано бев хулител, гонител и насилник, но ме помилува, бидејќи тоа го правев без да знам, во неверие. Во неколку посланија од Новиот Завет Павле повторува дека основата за неговата апостолска служба е Божиот повик. Тоа го пишува и во 1 Коринтијаните 1.1, 2 Коринтијаните 1.1, Колосијаните 1.1, 2 Тимотеј 1.1 и така натаму. А потоа пишува до светиите што се во Ефес. Зборот преведен како свети е хагиос и значи одвоен или тргнат настрана за Божја употреба. Со други зборови, свето е тоа кое му припаѓа на Бог. Например, во Стариот Завет имаше прибор кој се користеше во храмот и тој прибор беше свет. Зошто? Бидејќи беше златен и добро изработен? Не, туку зашто тој прибор му беше посветен на Бог. На ист начин, светии се луѓето кои му се посветени на Бог, а не оние кои живеат совршен живот. Од новозаветна точка, светии не се само некои посебни луѓе кои правеле чуда или кои имаат големи празници поврзани со нивните имиња. Туку сите кои поверувале во Господ Исус Христос и живеат со цел да му угодат на Бог. Таквите луѓе не се нарекуваат светии бидејќи постојано прават добро и никогаш не грешат, туку бидејќи се заветувале дека ќе живеат за слава на Бог и за доброто на нивните ближни. Тоа може и треба да го стори секој христијанин. Ова послание е првично пратено до светиите во Ефес. Повторно ќе напоменам, немојте да мислите дека зборовите од оваа послание не се однесуваат и на вас. Само затоа што пишува до светиите што се во Ефес, а вие денес живеете во Македонија, тоа не значи дека вие имате изговор да не живеете според Божите зборови дадени преку апостолот. Потоа апостолот пишува и до верните во Исус Христос. Светиите и верните се всушност два збора кои можат да се користат како синоними. Една од главните теми на ова послание е токму тоа, како да се живее свето и верно во свет кој има многу поразлични вредности од тоа на кое не учи христијанската вера. Евангелието не учи дека сме грешни, но дека Исус умре на крстот за да плати за нашите гревови и секој кој верува во него има вечен живот и спасение. Некој можеби ќе праша, што значи да се биде спасен? Да се биде спасен значи да се биде во Христос, односно да се верува во него и да се живее според неговите зборови. Да се биде спасен значи да се припаѓа на Христос. Тоа е најубавото нешто што може да и се случи на една личност. Во Римјаните 8.1 Павле пишува: нема осуда за оние кои се во Христос. Ако сте во Христос, Бог нема да ве осуди за вашите гревови и вие сте спасени од вечната пропаст. Ако не сте во Христос, повикот да бидете во Него важи и за вас. Пред некое време прочитав дека фразата во Христос или други фрази кои се однесуваат на тоа се појавуваат 130 пати во Новиот Завет. И самиот Господ Исус Христос зборуваше за тоа што значи да бидеме во Него. Во Јован 15.4 пишува: вие во мене и јас во вас. Секој кој е во Христос, односно кој верува во неговата порака, смрт и воскресение, е личност која го има Христос во себе. Верникот е во Христос и Христос е во верникот. Преку вера ние се соединуваме со Него и стануваме дел од Неговото тело. Тоа е една од главните теми на посланието кое Павле им го напише на христијаните во Ефес. Додека го читаме и проучуваме, се надевам дека ќе имате подобро разбирање за тоа што значи да се биде во Христос и исто така ќе бидете предизвикани да живеете во Христос. Верувајте ми,
Нема ништо подобро на овој свет од тоа да го живеете животот во Христос и за Негова слава. Тоа е поздравот со кој апостолот Павле го започнува посланието до ефесјаните. Наместо да ги спомнува сите по име, Павле им вели: "Ве поздравувам сите вас кои сте светии и верни во Исус Христос." Следниот пат ќе размислуваме за вториот дел од неговиот поздрав, односно за зборовите: "Благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос." Се надевам дека ќе ни се придружите и во следното проучување. Дотогаш, Бог нека ве благослови со неговата благодат и неговиот мир. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.